Председателот Иванов во Париз им одаде почит на жртвите на терористичките напади. Иванов го посети местото во близина на концертната сала Батаклан, каде во петокот загинаа најмногу од недолжните цивили. Во чест на загинатите, Иванов запали свеќи и положи цвеќе заедно со стотици граѓани на Париз, кои секојдневно доаѓаат на местото на злосторството. Со нашето само присуство на овој самит укажуваме дека целта што имале терористи не ја постигна, не исплашија. Ние дојдовме тука да бидеме солидарни и со парижаните и со французите и да се соочиме со ова нова реалност која создава психози, создава страв кај граѓаните, кај луѓето. Ова не е напад само на Париз и само на Франција, ова е напад врз целиот цивилизиран свет и уништување на сите придобивки кои се создадени со диалог и со почитување меѓу луѓето. Меѓу загинатите и повредените во терористичките напади немаше македонски државјани. Представниците на македонската диаспора во Париз на средбата со председателот Иванов му ги пренесоа сведоштвата, храброста со која се соочуваат со новиот предизвик и чувствата што превладуваат во француската престолнина по нападот на терористите од Исламската држава. Имаме стрекна околност што ниеден од македонските граѓани нити е повреден, нити бил дел од овие немили настани. Тие се навистина праќаат пореки до сите своји роднини во Македонија да не се грижат за нив, дека тие се веќе подолго време тука ги знаат сите околности и се соочуваат со сите овие предизвици кои постојат. На маргините од учеството на председателот на Генералната конференција на УНЕСКО во Париз, Иванов се сретна со словачкиот вице-премиер и шеф на дипломатијата Мирослав Лајчак, при што се разменети мислења за актуелните случувања во регионот и Европа, справувањето со бегалската криза, како и можните перспективи за деблокирање на македонските европски и евроатлантски интеграции, зашто има целосна поддршка од Словачка.